Македонија можеме да се согласиме дека е доста класно раслоено општество. Низ годините се подлабока и подлабока е разликата помеѓу мал дел на популацијата и огромен дел од популацијата. И сега во такви услови каде што образованието е слабо, каде што за децата кои не доаѓаат од привилегирани положби, за они да се активираат во дејности кои подразбираат дејности на луѓе кои понатаму би станале политичари, на пример да се занимаваат со општествени науки, да се занимаваат со дебатни клубови, да се занимаваат со тие такви работи. Првата највалидна шанса им е да влезат во партиски подмладок. Од друга страна, тие што имаат привилегија да се бават со политика, јас ова можам отворено да го кажам, јас имам привилегија да бидам пратеник сега само затоа што левица постои, затоа што навистина левица функционира на еден друг начин. За обичниот граѓанин влезот во политиката е невозможен воопшто, затоа што кај нас во политиката може да влагаат луѓе само со добра економска положба. Да имаат привилегија да се бават со политика. За жал, во Македонија економска положба не се остварува преку знаење, не се научници во Македонија луѓе со добра економска положба, туку бизнисмени и фирмаши. Знаете, луѓе што имале фирма за козметика успешна 10 години и сега затоа што бил добар со фирмата за козметика, доволно социјална положба изградил, денеска да е пратеник.